Предлогот на председателката Гордана Силјановска-Давкова Трајко Славески да биде новиот гувернер на Народна банка ќе биде ставен на гласање пред пратениците на 3 јуни. Поранешниот министер за финансии во наредните 7 години ќе треба да ја води монетарната и фискална политика на Македонија. До изборот на Славески функцијата гувернер ќе извршува Анита Ангеловска-Бежовска, чиј мандат истече вчера. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе даде поддршка за предлогот Трајко Славески да биде иден гувернер, најави премиерот Христијан Мицкоски. Тој истакна дека согласно уставот обврска на председателот на државата е да го даде предлогот за гувернер. Тоа е одлука на председателот на државата, не е одлука на владата. Согласно устав председателката на државата го понесува тој предлог, така што немам што да коментирам. Предлогот ќе добие поддршката од пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Од СДСМ пак остро се спротивставија на предлогот на председателката Силјановска-Давкова за нов гувернер на Централна банка. Според нив, Силјановска ја пропуштила можноста да промовира независна и стручна личност. Изборот исклучиво теснопартиски, не избор кој што ќе понуди експерт на позицијата гувернер на Народната банка. Втората причина, лично сметам дека човек кој што се спротивставува на растот на минималната плата, на економски политики кои што се за доброто на граѓаните. Тој беше најголемиот противник, ако се сеќавате, тој велеше дека дури 9000 денари минимална плата е голема. Од кабинетот на Силјановска објаснија дека председателката при изборот се водела од стручноста, компетентноста, интегритетот и дигнитетот на кандидатите. Одлуката не била лесна, имајќи го предвид високиот квалитет на сите кандидати. Славески, кој е професор на економскиот факултет при УКИМ и председател на Советот на градот Скопје, во периодот од 1999 до 2000 година го водеше Министерството за развој. Од ноември 2000 до септември 2002 година му беше советник на тогашниот министер за финансии и национален координатор за подготовка на националната стратегија за намалување на сиромаштијата. Во мај 2005 година стана подпредседател на ВМРО-ДПМН, а од април 2005 до август 2006 година беше член на Советот на град Скопје. Во август 2006 година стана министер за финансии, на функцијата остана до јули 2009 година. За нецели 2 недели од сега пратениците ќе гласаат за избор на Славески за гувернер. За да биде избран ќе бидат потребни најмалку 61 пратенички глас.